Се враќаме во студијево затоа што на Зум врска би требало да ја имам колешката Ивана Јордановска. Ивана, добро утро. Добро утро, дали се слушаме? Јас ве слушам одлично, инаку Ивана е надворешен соработник на Преспа институтот. Ивана има дипломирано на престижниот Sciences Po универзитет во Париз, а потоа магистрирано како Фулбрайтов стипендист на Њујоршкиот универзитет. Ивана, ова се баш добри квалификации за она што ќе разговараме, бидејќи вашата специјалност е не само трансатлантски односи, демократизација и така натаму, туку и родова еднаквост. А Преспа институтот, за тоа и замолив да се слушнеме, неодамна спроведе истражување за тоа колкаво е учеството на жените во медиумските содржини кои се пласираат во Македонија, особено во дебатните емисии. Малку повеќе за истражувањето, Ивана, пред да поминеме на содржината на резултатите што ги имате. Да, ние започнавме од самата позиција дека медиумите се навистина креатори на јавното мислење и дека ако се надеваме да ги сватиме како општество жените како експертки, како искусни и професионални во своите области, медиумите имаат своја многу значајна улога во сето тоа и затоа направивме мониторинг да видиме колку се застапени жените во најразлични области како експертки на овие дебатни емисии, кои што се сепак едни од погледаните, најгледаните можеби во Република Северна Македонија. Зошто е важно да има жени на дебатните емисии? Или да бидат застапени, веројатно, предпоставам, со известна врамнотеженост во однос на мажите? Се работи првенствено за повеќе слоен пристап кон работите, значи за било која тема да се работи, имаме докази, имаме истражувања дека жените допринесуваат со една различна перспектива на работите. Тука можеме ние како општество многу да придобиеме, а исто така доколку ги погледнеме бројките на жените кои што дипломираат на скоро сите сектори во нашите универзитети, постои одреден вид на паритет, дури и во некои области жените се побројни, но тоа искуство и таа експертиза потоа не се рефлектира во дебатните емисии и во јавниот дискурс. И мислам дека затоа сите ние губиме како општество. Ивана, морам да ве прашам, има ли разлика во ставовите на жените и мажите? Веројатно е прашањето лично, бидејќи не сум сигурен дали е тоа било предмет на истражувањето, и може ли да се генерализираат тие разлики? Генерализација секогаш се прави во општествените науки, затоа што за разлика од природните науки ние не можеме да дојдеме до апсолутно точни податоци, секоја индивидуа може во секој момент да донесе различна одлука за самите себе. Но кога генерализираме, да, можеме да најдеме одредени разлики, иако ова не беше тема на истражувањето, ние се надеваме дека во идниот период ќе погледнеме малку подлабоко во што се дискутира, на кој начин се дискутира и за кои се сите можни причини зошто жените не се повеќе застапени на овие емисии. Но тоа во некое едно истражување се надеваме. Добро, вашето истражување над насловот му е неискористена експертиза. Што се тие делови од експертизата кои што не се користат доколку нема доволно жени во дебатите? Например, доколку една од темите која што најчесто се покрива во овие емисии е домашната политика со огромен процент од вкупните емисии. Доколку ние имаме повеќе жени во домашна политика, тоа првенствено значи дека ние самите политички партии, самите чинители во општеството не представуваат доволен број на жени на највисоки позиции кои би можеле да зборуваат на овие теми. Жените, ова е генерализација, често имаат посмирен, поаргументиран пристап кон самите теми кои што ги дискутираат и тоа можеби да ни биде многу, да ни допринесе во квалитетот на дебата кога зборуваме за избори, коалиции, креирање на влади, однос на позиција на влада наспроти опозиција и обратно. Така што мислам дека се работи за нијансирање и подигање на квалитетот на дебата кој што го имаме. Ивана, какви се податоците што ги добивте? Јас само да кажам дека вие денеска ќе имате промоција на студијата. Таа ќе биде онлайн промоција, на настанот ќе учествуваат покрај вас
Говорници ќе бидат и Наташа Стојановска од Топ Тема, новинарка водителка, а и Васко Попетрески, колегата од 360 степени. Всушност, што утврдивте со студијата? Што се податоците кои ги добивте? Ние анализиравме 980 епизоди од 7 различни емисии, кои што се емитуваат на 6 различни национални телевизии. Она што ние го видовме е дека постојат, мислам, податоците се катастрофални, значи помалку од 20% од сите гости во овие емисии се жени, значи 19,81%. Од тие 980 емисии, на 70% од тие емисии имаме само мажи како гости. Овие податоци се различни по тоа која тема се покрива. Најпопуларна тема во овие емисии е домашната политика со повеќе од половина, значи повеќе од 50% од сите епизоди се на тема домашна политика. Потоа втора е надворешна политика и безбедност, здравје како трета, економија како четврта и образование и социјални прашања како пета. Во сите овие теми, освен во образование и социјални прашања, каде што имаме 39% жени, жените се многу малку застапени. Значи, темите кои што на нас не се најактуелни во медиумите, имаат најмалку жени како гостинки, односно како експертки повикано. Еве, јас сега додека Ивана зборуваше, ги броев денешните гости во нашата програма. Јас имам денеска овдека од она што се надворешни гости, значи со исклучок на моите колеги со кои што исто така разговараме на одредени теми, имам 6 мажи и 3 жени за гости. Ивана, морам да кажам дека тој проблем со кој што вие сте се занимавале е секојдневно на нашите уреднички маси. И ние сме воделе долги дебати и во самата редакција, додуше не во последните месеци заради пандемијата, тие дебати се онлайн, па потешко се одвиваат. Понекогаш се наоѓаат тешко соговорници или соговорнички, бидејќи сега, гледайте, ние сме меѓу другото медиум кој сака да биде слушан, гледан, мисли дека со тоа ќе постигне релевантност, иако не сме во потрага по некакви спектакуларни гледаности и така натаму. И тоа значи дека сепак мораме да викаме гости за кои јавноста мисли дека се релевантни, дека се атрактивни и така натаму, нели? Не само компетентни. И тогаш ни се наметнува овој од прилика оваа статистика, да имаме два пати повеќе мажи од жени кои што можеме да ги викнеме. Како всушност замислувате дека би требало да се одвива таа постепена, предпоставувам, промена во структурата на гостите? Тоа е одлично прашање и баш ми е мило што ја потегнавте и оваа тема, затоа што нашето истражување нема за цел да укаже, ние не навлегуваме во причините зошто жените толку малку се застапени и лесно е да некој скокне до заклучокот дека ги обвинуваме медиумите и уредниците за малата застапеност. Она што беше многу интересно кога го објавивме настанот за ова истражување е дека независно една од друга повеќе жени кои што имаат многу јавно зборувано за одредени проблеми во општеството ми се јавија лично со став да знаеш само колку имав заканувачки пораки и одвратни пораки со секаква навредлива содржина, само затоа што се појавив тогаш и тогаш на тоа место или само затоа што го реков тоа и тоа. Така што очигледно е дека се работи за проблем кој што не е само проблем на медиумските работници, туку е проблем кој што ние го имаме општествено. Тука не би ги иземала ниту политичките партии, затоа што и тие самите можат да промовираат и да нудат како говорници во овие дебатни емисии жени. Така што проблемот е многу комплексен и дефинитивно не можеме да очекуваме дека доколку некој зацрта ќе има сега 50% мажи, 50% жени на своите емисии, дека тоа одеднаш ќе се оствари. Инаку процентот од 33% кои што го имате денес на емисија е всушност многу над просекот. Ете видите. Така што тоа е веќе одлична бројка,
далеку на 20%, дури и најдобрите емисии кои што ние ги мониториравме има 25% како просек највисок, така што 33 е веќе одлично. Ние се трудиме, ние дури 2 пати во неделата имаме специјална рубрика која води колешката Бубевска Александра, која се вика Жените го вртат светот, и која правевме програмската шема за втора сезона на утрински брифинг, а тоа ќе го правиме и за третата. Разговаравме дека Чомовски инаку се вложи огромни напори за тој да ги води разговорите. Дали всушност за женските теми треба да има само женски новинари кои што ќе ги артикулираат? Не, апсолутно. Оно што беше многу интересно и што статистичката анализа го покажа е дека полот на водителот не игра никаква улога во тоа дали и колку ќе бидат жените застапени и на кои теми. Така што ние очигледно која правихме анализата по емисии, имаме случаи каде што имаме само мажи водители, каде што жените се повеќе застапени отколку во некои емисии каде што имаме водителки. Така што мислам дека имаме многу квалитетни новинари и новинарки. Ова е само тема која што ние како општество ќе мораме да ја адресираме и заеднички да се обидеме да ја поправиме ситуацијата. Ивана, добро, бидејќи се приближуваме кон крајот, за кого всушност го правевте ова истражување? Што е целта? Имате ли препораки? Кому ќе му се обратите со овие резултати што ги добивте и со дискусиите кои денеска претпоставам дека ќе бидат интересни за следење? Ќе ни кажете и како можат некои што се заинтересирани каде потоа да ја најдат таа содржина? Да. Значи, повеќе, ова е една пилот студија за која што се надеваме дека во идниот период ќе ја надградиме. Оно што сакавме да постигнеме е да воспоставиме една основа која е моменталната ситуација. Она што го очекувавме дека има мала застапеност го и докажавме. И сега, во принцип, оваа студија сакаме да ја искористиме понатаму за да навлеземе зошто жените не се повеќе застапени. Тука се навлегува и во тоа дали жените се откажуваат повеќе, дали не добиваат покани, дали не се испробовирани како експертки и така натаму. Има мал дел во самата студија кој што се однесува на потенцијални препораки како различни чинители во општеството би можеле да ги адресираат овие проблеми, но многу повеќе ќе се осврнеме кон ова во следната фаза од истражувањето, која ќе навлеземе и во самите причини зошто ни се случува ова што ни се случува. Инаку, самата студија ќе биде достапна на сајтот на Преспа институтот и на сите социјални медиуми каде што е Преспа, значи Twitter, Facebook, LinkedIn и така. Ивана, за крај, се мислев дали да го спомнам ова, ама веќе го кажам. Бидејќи сме ние утринска morning briefing, утрински брифинг програма, понекогаш, иако не толку често, добиваме одговори кога каниме жени за гости, добиваме одговори дека па мене ми е прерано, нема фризер кој е отворен толку рано наутро. Бидејќи жените се трудат да изгледаат убаво како и мажите, претпоставувам, ама колку можеби овој третман, сега ќе употребам тежок збор, сексистички од страна на машките водители понекогаш ја обременуваат целата оваа ситуација, бидејќи де факто во вечерните термини полесно е човек да отиде на фризер попладне отколку во 7 за бајле. Видете, не е само фризурата често прашање, некогаш жените не би можеле да присуствуваат затоа што немаат соодветна грижа за децата доколку се мајки, затоа што знаеме дека најголемиот дел од товарот за одгледување на дете паѓа на мајките. Така што дефинитивно има повеќе проблеми и тука се надоврзува и темата за говор на омраза, затоа што неретко сме сведоци дека посебно на социјалните мрежи можеби првата работа која што се коментира кај жена е изгледот. Види ја каква е, кај пошла со тоа, кај е ова, кај е она и така натаму. Посебно нападите мислам дека стануваат посериозни кога критиката е поиздржана. Така што тоа мораме да го имаме во вид како пречка. Ивана Јордановска, соработник на Преспа институтот со извонедно интересно истражување кое што ќе ги чекаме резултатите од следното кој што ќе биде, би рекол, ако е ова квантитативно, на другото малку повеќе квалитативно. Денеска дебатата ќе биде онлайн со колегите Наташа Стојановска и Васко Попетрески, но
резултатите од таа дебата и самото истражување можете да ги најдете на prespa.mk. Благодарам, Ивана, се слушаме, се надувам почесто и во наредните месеци. Благодарам.